Поздрав до сите кои не гледаат во моментов. Се обидуваме нешто ново да го видиме, вклучувајќи сите оние работи кои ги правиме вон државата или као Македонско здружение за заштита при работа, кој што државата не го има доверено како еден вид на задача да ја вршиме во име на Република Македонија, да всушност го направиме најдобро, најтранспарентно и од прва рака да ја информираме за тоа што се случува. Една од работите кои што се случуваше на 20 и 21 во Билбао во Шпанија беше и редовната средба на фокалните менаџери на Европската агенција за безбедност и здравје при работа, каде што покрај тоа што е еден типично координативен состанок, се случуваше и започнување на новата кампања за двогодишна кампања од 2018-2019, која е под работен наслов управување со штетни супстанции. За сето тоа мислам дека многу подетално ќе бидете и запознаени во следниот период и активностите кои ќе ги спроведува Македонското здружение за заштита при работа. Но она што е битно е дека на оваа средба имавме, јас би рекол, единствена можност да имаме презентација не само на МЗЗПР, него и на проектот кој го спроведува МЗЗПР, тоа е Балканската мрежа за безбедност и здравје при работа, или накратко наречено Балканоштнет. Затоа би ти предложил, доколку се согласуваш на кратко да поминеме по презентацијата која беше таму, да презентирана и луѓето да можат од прва рака да се запознаат со тоа што всушност правевме таму. Значи, Балканската мрежа за безбедност и здравје при работа е проект кој го започна на МЗЗПР и особено сме горди на тоа заради тоа што првенствено зборува за тоа како ние разбираме безбедност и здравјето при работа или заштитата при работа, но од друга страна пак и ни овозможува во регионални рамки да всушност дишеме и да работиме со идејата на европска идеја за соработка, за размена на искуства, за размена на знаење и така натаму. Затоа Балканска мрежа за безбедност и здравје при работа или презентацијата почнав на еден чуден начин. Но луѓето кои претпоставував дека се од бројни земји, не претпоставував, знаев дека се од бројни земји од Европската унија, прво сакам да им предучам како тие нас не гледаат. И затоа почнав се една, ајде да кажеме, пределно интересна работа. Тоа е као возил сум прашал некој мој пријател како да им ја приближам самата презентација на луѓето од Европската унија, кај што самиот тој ми сугерира, пријателот во наводници, да започнам со слики кои се однесуваат на самата Европа. И почнавме тука со препознатливиот или незаобиколниот Google, кај што доколку убаците покажи ми слики од Европа, покажува светло, разиграни бои, архитектура, зеленило, речиси оние живи, животни, разиграни работи. Доколку тоа го направите за некој дел на Северна Европа, секако снегот е тука, покрај оние живописни крајолици, од друга страна Западна Европа, слична, зелена, разиграна, луѓе горди на тоа што го има, докато ако отидеме малце по на исток, повторна архитектура, повторно се тоа некој... Но боите веќе? Ги приметуваш, боите се црно-бели. И сега, ако отидеме пак на Балкан, тажни ликови, сивило, ретка боја, најчесто луѓе кои не се задоволни од таму каде што се. И тоа ми беше прашањето на луѓето. Дали навистина ни не гледате пашумак? Како реагира? Тоа е една интересна работа која човек треба сам да ја види таму, а тоа е дека луѓето кога се соочени со своите предрасуди најчесто одат чекор назад. Да, се смешкаат,
реагираат, но не остануваат равнодушни на презентација кај што 90% би заспали што во првите 2 слайди. Што те постигнавте на самиот старт. Да, се обидував да дојдам во ситуација да прво ги соочам луѓето со нивните стереотипи, за тоа кои сме, што сме и каде живееме. Но од друга страна, отидов и чекор понатаму, каде што ги запрашав дали буквално заради тие стереотипи кои тие ги имаат во однос на нас, што не е незаслучено да се разбереме. Имам и дури збор балканизирање, кој всушност представува поделби, представува по разграничување, по сите основи, по религиски, верски, политички, национални, расни, умееме. Тоа, мислам, сме го довеле до еден вид на уметност да можеме да се поделиме по се што е возможно да се поделиме. Јас не сакам да се гледаме такви и не сакам барем заштитава правата кога разговараме за неа да не биде уште едно поле на разделување, да биде едно поле на соединување. И затоа Од таму потекнува идејата за Балкан Мъж мрежата. дефинитивно. Затоа го имав нова момче, каде што не отсликува нас, веројатно, и каде што зборуваме дека ние сме добри, ние не сме такви. Но, одејќи по линијата на абсурдот која е презентирана за нас, јас всушност дојдов и во ситуација да некои официјални податоци, дури кои беа карактеристични за Република Македонија, а се однесува или беа објавени на Светската здравствена организација, да представам дека абсурдот зборува дека ние сме многу подобри од нив и дека статистиката покажува дека несреќите на работното место кај нас не се случуваат. Дека ние сме дури подобри од некои земји кои се перцепирани како Швајцарија, како нордиските земји, како многу полоши во однос на работните услови. И самите знаеме дека не е така. И самите знаеме дека тоа е далеко од вистината, но имајќи го моментот и првичниот, почетниот, се обидував да им презентирам дека пред се онаа официјална статистика дури на Европската унија, која да предпоставиме има и одредена доза на грешка во себе, или не офаќа се, е многу полоша во онаа виртуелна сликичка која имаме самите за себе, или која од знаење или незнаење некоја генерира за земјите кои припаѓаат на Балканскиот регион. И така, ова беше слайд кој го искористив да кажам дека вие сте лузери, вие имате дури поголема стапка на морталитет и на несреќи на работа кога станува збор за споредено со Балканскиот полуостров. Се навратив на кратко за она што представува официјална ИЛО статистика, каде што имајќи предвид дека дневно гинат луѓе на работните места, дневно се повредуваат работните места, отидов еден чекор понатаму им предочив некои официјални статистики за кои успеавме ние од МЗЗП да ги прибавиме. Ако ги имаме предвид земјите кои всушност припаѓаат на Балканот, изземајќи ги оние кои се веќе влезени во Европската унија, како што се Хрватска, како што се Словенија, како што се земјите Бугарија и така натаму, Грција, дојдовме во ситуација дека многу од податоците кои всушност ги имаме зборуваат дека во просек некаде околу 20% од луѓето кои работат, кои живеат на овие простори, 20% не се вработени. Тоа е огромна армија на луѓе, ја зборувам како просек, кој ќе ја споредиме со 7%, 7,3% на Европската унија. Од тука, според онаа исто статистика на Меѓународната трудова организација, кај што 3,9% се троши од бруто националниот приход на компензации поврзани со несреќите на работа, доаѓаме до некои фрапантни бројки за кои никој од нас во земјите каде што живееме не покренува јавна расправа, не дојде во ситуација да разговара за горливиот проблем кој ние го имаме дома. Се однесуваме како да сме
Норвешка се однесуваме како да сме некоја си богата земја со нафта, а всушност, земајќи го примерот на Република Македонија, ние годишно трошиме некаде 400 милиони во компензации на повреди, професионални заболувања, работи поврзани со несреќите на работи и така натаму. А си уште работодавачите сметаат дека инвестирањето во безбедност и здраве при работа е трошак, а од друга страна податоците. веројатно не бил будала нашиот народ кога рекол дека сиромашниот 2 пати плаќа. Во нашиот случај може 3 пати плаќаме, повеќе него што треба, но генерално не сме спремни како луѓе, било да припаѓаме на работодавачи, било на работници, било на професионалци, не сме спремни да се соочиме со фактот дека сликата за нас, црно-белата со тажни ликови, е таа која длабоко во себе ја носиме. Непризнавањето на работите кои ни се случуваат на работните места или одењето по линија на помал отпор дека е тоа чкртнато, пишано, дека всушност е тоа. Како требало, да. Не води во ситуација дека ние не се ослонуваме на интелигенција, ние се ослонуваме на будалаштина. И затоа ги повторуваме работите. Инциденцата или смртноста во секој од овие земји укажува на тоа дека дури и податоците кои ги имаме не се релевантни. Значи, немаме соодветни податоци кои би истретирали оваа област и би покажало дека работните места се мински полиња. Дека работните места се тие кои всушност го ја сакаат било кој од овие нации кои ги гледате прикажат. Од тука предочив и некои работи кои се карактеристични за оне тип на истражување кои ние го работиме. Некаде во 2014-2015 година направивме едно истражување каде што ги прашавме работодавачите и работниците дали всушност вас ви треба дополнително образование или да знаете нешто повеќе во однос на безбедност и здраве при работа. Дојдовме до ситуација дека 72% од работодавачите рекоа не. Рече се идентичен број, 6% помалку. Дури вработените рекоа дека не им треба. Значи, ако ги соберете овие две единици или два субјекта, зборуваат на исти јазик за проблематика која нив директно ги засега. Ако зборуваме за тоа дека тие се тие кои директно и се одговорни според закон, но и врз чија глава се крши безбедноста и здравето при работа, ќе видите дека нивото на перцепција, нивото на разбирање на работите е на многу ниско ниво. И оде доаѓаме на ние професионалците, во смисол на тоа дека ние сме свесни дека треба и би сакале, вклучувајќи ги тука и лекарите по медицина на труд, каде што имајќи ги впред овие одговори, ние доаѓаме дека речиси мостот и да не постои помеѓу двете групи. Ние се тераме нашата работа заради тоа што е регулирана со закон, тие го прават тоа заради тоа што е регулирано со закон. Доколку индивидуално би се прашало било која од овие групи, сигурно одговорот би бил не треба. И повторно доаѓаме до моментот ние во професијата совршено се разбираме, а од друга страна имаме отпор од другата. Имаше еден виц, јас ако се сеќам, ми беше прво абсурден, но после со текот на годините го разбрав. Века операцијата е успешна, пациентот е мртов. Веројатно тука некаде е одговорот, да. Иако дојдеме во ситуација да всушност апропо претходниот слайд, професионалците кои работат во оваа проблематика и оние на кои се однесува нашата работа или производот кој го пласираме, ќе видиме дека всушност бројот на професионалци врз основа на оние кои се вработени, значи вкупниот број на вработени во поединечните земји, ќе видите дека нашата бројка е речиси помала дури од статистичка грешка. Бројот на професионалци не соодветствува. Не заговарам тука дека треба да се зголеми па да биде некоја 1/3 и така натаму. Веројатно најидеални услови биле да немаме професионалци во областта на безбедност и здраве при работа, ама да бидат 100% луѓето запознати со
правилата на превентивната култура. Но тоа никош нема да се случи, затоа што често пати имаме средба, конфликт со суети, со ограничени познавања, со недоволно развиена свест која зборува дека од мене светот почнува па понатаму. Затоа ние, имајќи се толку малку на број како што сме, ние решивме всушност да се обединиме во таа така наречена Балканска мрежа за безбедност и здравје при работа и како таква на 20-тиот конгрес на Меѓународната трудова организација да всушност ја инициираме, да ја зачнеме идејата за Балканската мрежа. Истата таа Балканска мрежа продолживме со конкретни активности. Веќе во 2015 незиниот производ е првата Балканошнет конференција која се одржа во Охрид во Македонија. Следната продолжи на Блед во Словенија. Третата ја имавме 2017 година во Будва во Црна Гора, а оваа година планираме да биде во Приштина во Косово, каде што се надеваме дека голем дел од луѓето ќе бидат во можност да дојдат, се разбира да се обраќаат на професионалците и оние кои директно работат на оваа проблематика, затоа што сметам дека е потребна еден ваков настан каде што на едно место ќе се соберат повеќето од различни земји и ќе поразговараат за проблемите кои директно не засегаат. Сметам дека ова е еден уникатен настан кој што се случува на Балканот и каде што на едно место се собираат професионалците. Впрочем, и начинот на организирање е, можам слободно да кажам, сосема поинакви од друг вид на конференции. Ако може така да кажам. Секако него, Андријана, што ја прави различно оваа конференција? Не дека не постои. Тоа е моето прашање. Постојат повеќе типови на конференции. И јас го охрабрувам тоа. Не велам дека не треба да постои, треба што е возможно повеќе да постои. Ова што ја прави Балканошнет конференцијата засебна е тоа дека таа не оди на масовност. Значи, не доаѓаме во ситуација дека треба да имаме 600, 700, не знам, учесници, не годиме на тоа дека тие што всушност значат нешто во однос на безбедноста и здравјето при работа во регионот, да успееме да ги донесеме на едно место. Затоа што дури онаа лавина не почнува, да кажеме, со масовна количина на снег, него со една грудка снег која понатаму. Тоа и се обидуваме, тоа е тој концепт на грудка на снег која оди надоле и со текот на патот станува поголема и поголема. Мноштво на работиве кои се случуваат, веројатно и заради тоа е Балканош единствена, ние не се обидуваме да отвориме нова организација МЗЗП во некои од другите земји. Не се обидуваме да направиме паралелна организација која ќе им конкурира на домашните. Значи, самата оваа конференција е во својата содржина е единствена по тоа што не треба да наликува на ниедна друга, не треба да имитира ниедна друга, но всушност треба да ги донесе луѓето кои работат на оваа проблематика на едно место, за тоа кратко време кога се заедно за тие 2-3 дена, да ги обноват своите познанства, да запознаат други, но во исто време да поразговараат за проблемите кои ги тиштат. Секако тука е една дополнителна едукација во секој случај ни представено тоа. Да, но баш во насока едукација самата по себе не да биде јас би рекол многу повеќе надоврзување на претходното знаење. Често пати се случуваше во нашава професија дека ние се ресетираме. Као оние старите верзии на Windows, би рекол и некои од нови, стари верзии на Windows каде што ние дојдеме до некоја точка, се обрушува целиот систем и поново се почнува. Немавме колективно памтење на ниво на професија. Ние по милион години зборуваме за концептот на превенција, за несреќи на работа, за делот на одговорноста, каде лежи, кој превзима, кој не превзима, но од гранката не можеме да ја видиме шумата. Она што се обидуваме овде да го направиме баш буквално да создадеме еден базен на знаење или pool of knowledge.
Значи да дојдеме во ситуација да знаењето кое е акумулирано со текот на десетлетија во оваа струка да биде достапно на младите генерации, да биде достапно на оние кои се занимаваат со оваа професија. Не правиме ексклузивност на знаење, не правиме ексклузивност на постапки, него едноставно зборуваме дека професијата треба да биде одредена и да биде командувана од науката. Значи, ние сме инженерска професија која не се заснема на фантазии, него многу повеќе на конкретни мерки кои треба да бидат превземени. Затоа, она што во самата содржина, во самата бит, во самата есенција на Балканската мрежа е верување во системот на врзани садови. Верувањето дека што и да правиме внатре во самата професија мора секогаш одново и одново и одново да го преиспитуваме. Основниот принцип на науката е никогаш да не ставаме на камен запишано работи. Ние мораме да се движиме како научници, мораме да се движиме како инженери, мораме да се движиме како природњаци, кои пред се науката, физичките закони, поврзани со искуството, ги преточуваме во совети. Значи, нашите совети се пакетчиња кои ги даваме на располагање на оние на кои им користат на работодавачите, на работниците, на социјалните партнери и така натаму. Доколку го немаме производот, кој всушност не одредува нас, ние немаме ниту професијата. Се обидуваме системот на превентива да го вкорениме во секоја од активностите кои се поврзани со трудот. Доколку тоа успееме да го направиме, сме успеале голема работа. Но доколку и понатаму продолжиме дека одиме во насока на тоа да купиме уште еден ден, многу е близко датумот каде што некој од работодавачите ќе сериозно се запраша што всушност тоа ние нудиме. Затоа, кога зборувавме за Балканската мрежа, си предочив дека самата таа по себе, за да функционира, мора да биде движена од неколку пред се законитости. Значи, мора да има интерес, мора да има луѓе кои го зборуваат истиот јазик, јазикот на заштитата при работа, мора да бидат експерти со некое претходно знаење, но во исто време мора да има и производ, мора да има и би рекол сад кој што би ги носел во одредена насока. Тој сад, таа носелка, тој наставник кој е Балканската конференција, која со колегите од МЗПР, како и овие кои се дел од регионот, сакаме да ја прошириме и да биде многу покомплексна и да не се случува само тие 3 дена, него едноставно да биде многу поширока. Воедно дека имаме и слабости, не може да бидеме слепи на тоа дека самата безбедност и здравје при работа не е призната како број еден категорија или не е број еден приоритет ниту на работодавачите, ниту на работниците. Тоа можете да го видите дури од истражување. Но жално е тоа што, иако декларативно сите се за заштита и за превенција и така натаму, многу често се покажува во праксата дека сите тие работи се повеќе декларативни него што се суштински. Всушност, вие преточивте реалната слика и овие предности, можности, слабости го говорат тоа. Да. Но покрај активностите на Балканош мрежата, конференцијата, ние исто така се вклучивме и во проект. Мислам дека во самата презентација говорите токму за тоа, така? Или би се задржали за уште нешто? Не. Секако дека деталите дека се детали кои сака може да ги изанализира или да ги контактира да поразговараме за тоа, но она што е битно овде во функционирањето на мрежата дека сме свесни дека истата таа ќе постои до еден момент дека има интерес да постои. Значи, доколку има интерес струката да постои, ќе постои мрежата. Дали во оваа форма, дали во некоја друга, трета, едно друго, дали се викала Балканош или се викала, не знам, може Балкан, не е воопшто битно, него ќе постои потребата на луѓето да разменуваат искуство. Но она што ние го видовме е дека веројатно патот за една вака мрежа да постои
и да се развива природно, веројатно ќе треба многу повеќе време за да помине. Затоа и ние го концепиравме принципот на проект. Особено сме добри ние во МЗПР по однос на тие работи, доволно да се испофалиме самите себе си. Не сакам да бидам скромен за работи кои сакам да ви одадам почет и признание на вас во МЗПР како вработени, редовно вработени. Не е лесно во денешно време да дојдеш во ситуација да имаш редовно вработени, професионално да се држиш до стандардите, да не одбегнуваш од оно што представува струка, иако сме секојдневно под удар. Сакам да одадам признание и сакам нескромно да кажам, да, добри сме во тоа го правиме. До кога ќе видиме. Но сега во моментот сме добри. Но остануваме доследни на нашата мисија пред себе. Така. Затоа ги навратив слушателите во Билбао, колегите од менаџери на Focal Point менаџери, затоа дека во некаде во 2015 година ние потпишавме договор и веќе во 2016 година започнавме со реализација на проектот за јакнеен капацитети. Накратко да не го кажам целиот наслов на самиот проектот и прилично сме и тука умешни да укомплицираме еднокилометарско насловче. Ја би препорачал да биде само тоа на кратко Балканош.нет. Обично велат насловот го раскажеме целиот проект. Па ние тен добро знаеме да раскажеме тогаш. Во секој случај, се обидуваме на неколку клучни елементи, имајќи во основа, да кажеме, Европската директива 89391, да ја направиме сондирање на ситуацијата во секој од овие земји учеснички на проектот, како е состојбата со БЗР во однос на оваа директива, исполнувањето и така натаму. Но, од друга страна, и се обидуваме да внесеме еден друг концепт, тоа е дека кругот на говорење за безбедност и здравјето при работа никако не треба да го ограничиме само на кругот каде што ние си се препознаваме, разбираме и така натаму. Многу повеќе, се извинувам, сакам да ја направам заедно со колегите овде во МЗПР еден друг исчекор. Исчекор каде што ќе пристапиме на медиумите, на граѓанските организации. Но оние кои всушност несвесно, како граѓански активисти, како гласноговорници за состојбите во конкретните земји, ќе имаат директна можност да разговараат на теми кои се итекако битни на самите нив. Онај дел кај што ви рекол дека 100% од луѓето би требало да разговараат, наместо ние да разговараме, преточен е во овој мал чекор кој е направен, не дека ќе направиме не знам какви тектонски промени, него едноставно ќе дојдеме во ситуација да ја започнеме да го исчекориме тој како велат, зрно во песокот. Да, но се надеваме дека ќе испадне после на крајот убав мурал, убава слика. Тука дојдовме во една ситуација дека имаме една грантова шема, каде што се обидуваме да веќе во оваа година, 2018, направиме серија од новинарски осврти и видеозаписи кои говореле за состојбите со безбедност и здравјето при работа во секој од земјите индивидуално, но секако и делот од ние активности кои сакаме да ги направиме е студиите кои ќе бидат произведени за секоја од земјите, да направиме дури една регионална студија во однос на безбедноста и здравјето при работа, каде што би била и такако корисна за бизнес секторот, за социјалните партнери, за меѓународните организации, каде што би била, би рекол, едно четиво кое би користело, не да биде уште една напишана книга, него едноставно одсликување на состојбата со безбедност и здравјето при работа и онај дел каде што барем ние од струката се обидуваме да искомуницираме каква ни е состојбата, како ние ја гледаме. Воедно, стандардните оние активности, конференции, информации на веб страна и така натаму, но и бројни средби каде што ние ќе се обидеме да разговараме со бројните луѓе на кои се однесува проект. Се обидов да направам едни кратки статистики
подносно на проектот, активностите кога се одвиваат, всушност сите оние организации кои учествуваат овде во активностите и оние кои всушност не се дури придружни членки. На крајот имав уште една изненадување за нив. Не сакајќи да ја завршам презентацијата као нели онаа стандардна ви благодарам и така натаму. Им порачав дека всушност за да бидеме мрежа и за да бидеме исполнителни на тоа што сме го замислиле, дека ни треба и нивна поддршка во смисол на секоја мрежа може да постои со друга мрежа и да комуницира со друга мрежа. Им се допадна пристапот, гледат дека функционира, многу понатаму ми пристапува и ми говореа за тоа дека би сакале нешто да направат слично и кај нив, но од друга страна се обидов и сето за кое зборував да го срочам во ова филмче. Може да го преследваме. На вистина е ова да се види толку многу луѓе собрани на едно место, односно на 5 различни региони говорат. Убаво е задоволство и уште повеќе затоа што кога го правиш ова не си свесен дека всушност Така е, да. тоа си го поминал ти, дека луѓето со кои си соработувал се главни заслужни за тоа што тоа се случило. Имам една ситуација каде што добрите идеи секогаш оставаат добри спомени. Сега, добрите идеи може да бидат искривени, но со текот на времето, но добрите идеи секогаш оставаат и доколку се реализираат онака како треба, чувство на исполнителност, чувство на завршена работа. Да не звучам сега патетично, затоа што сме на средина на проектот, би сакал да она што не очекува во оваа година, следната година, да биде кулминација на тоа што го започнавме. Се надевам дека имајќи ја оваа можност, се тоа да го оствариме онака како треба, и ќе го направиме. Но уште повеќе ме прави среќен дека кога и да дојдам во ситуација да зборувам, да кажеме, за самиот овој проект во рамки на, што знам, други мрежи, во други средини, луѓе во генерално имаат многу позитивен пристап. Значи, чувството кое го донесов од Билбао после презентацијава и после слушањето на бројни присутни на самата таа презентација, кон трети луѓе кога зборуваа за самата презентација, но и за идејата за Балканската мрежа за безбедност и здраве при работа, е она што мене ме прави, би рекол, и tekako горд. Секако
се тоа во рамките на она што може да направи една ваква организација како што е МЗЗПР, ме прави горд на луѓето кои работат, на луѓето кои го овозможуваат тоа, но секако и на ентузијазмот и нивната вклученост, нивната додадена вредност на првична идеја. Навистина ме радува повторно ќе кажам и овој разговор воопшто. Тука некаде како пред крај на разговорот би сакала да начнам едно прашање. Обично focal point менеджер е титула, меѓутоа не е само титула. Тоа значи зголема ни одговорност и обврска, која што и тоа како треба да се заслужи. Па, Андријана, луѓето најчесто, например, тежнеат кон титули. Значи, кон префикси, кон нивното име, кои би означувале нивна дистинција или нивно, би рекол многу повеќе, нивно одвојување од рестото на групата. Ако е титулата само за себе, титула која би требала тоа да го направи, тогаш е веројатно погрешен избор. Но ако титулата те одредува во смисол на ова дека само ти потврдува дека патот кој си го одбрал, само ти потврдува дека заложбите кои си ги направил, за да го направиш најдоброто што го знаеш, што во моментот го знаеш. Не значи тоа дека си го собрал сиот памет, не значи тоа дека ти си тој кој е, не знам, незаменлив. Не, него најдоброто го правиш од оно што го знаеш. Со цел да направиш подобро за поголем број на луѓе. Тогаш титулата веројатно би требало да значи као еден вид на признание. Еден вид на пошироко спознание за твоите способности. Живееме во време кога многу работи се измешани. Веројатно е ова оставштина од некаде од порано од историјата, но јас искрено се надевам дека ова повторно овие норми и вредности ќе бидат вратени, каде што преку примери, само пример, ќе докажуваме дека дури еден focal point менеджер, дури една focal point организација, не е ништо доколку не го работи тоа заради кое е назначено да биде. Ви благодарам и повторно ќе кажам, остануваме професионални, но истовремено и отчетни и транспарентни, како што беше денешната интервју. Благодарам. Поздрав!